Добре, во најша сцена за Стефан и за Јаков Спасови. Ни фали уште Дац, нивниот татко, па да видиме комплетно едно 3-4 актери на масава. Како сте, дечки? Добре ни дојдовте. Стефан, ти помлади од 7 години, а поубавиот, така? Така, да. Добро ве најдовме, супер сум. Фала ви на поканата, баш убаво се осеќам. А Јаков е првиот син, поталентираниот или како? Понеубавиот само? Не, понеубавиот, ама попаметниот, за нека работи. Добро ве најдовме, фала на покана, се надам дека убаво ќе си поминеме. Сигурно ќе споминеме. А ако се знае под чива круша сте паднати, тогаш сигурно супер ќе споминеме и ќе бидете супер актери во текот на вашата плодна кариера. Што ви предстои? Кога станува збор за Дац, можам да кажам дека ми е еден од ретките омилени глумци и омилени пријатели кои што ги има меѓу глумците. Јас го сакам театарот, ги сакам глумците и ги осеќам кои ме сакат, повеќето ме сакат, но Дац е еден од оние што многу ме сака и верувам дека взаимно ни е таа наша љубов, го имам снимано безброј пати. И така ми е чест сега вака на некој начин да го продолжиме на втора генерација да продолжат да го прават она што го правеше и се уште го прави Дац. Јаков, ти си првиот кој што ги наследи гените, да речам, на таткото ти? Па да, на биолошко ниво првиот, но Стефан покажа афинитети за глумата многу пред мене. И сите мислевме дека јас никогаш нема да отидам на глума на почетокот, но работите се менуваат. Како и се. И да, првиот кој што се запишав на академија, првиот кој што дипломирав, не бевме некоја голема разлика, бидејќи претходно учев и друг факултет. Што учеше? Учев маркетинг и менеджмент на American College, кој што се уште не е завршено, а мајка ми кога ќе го види ќе биде проблем. Ајде да го завршиш, веќе да го завршиш. Три предмети. Уште 5, од кои се 3 математика, мислам, математика, не знам. Не ми иде. Трите најтешките, тие си ги имам оставено. Има време, може ќе го завршам некогаш. Зошто да не? Може би ќе ти се најде. Да. Гревата си вложил, не знам, 3 години, 4, а едноставно 4 заради години сум вложил. за некои 3 испити. Да му седнеш, сигурно ќе го завршиш. Ама да му седнеш. Проблемот е да седнеш. Да. Нема да седнеш и кога да седнеш. Да, тоа е најголемиот проблем. Али се надам дека ќе биде во некоја блиска иднина, па и да не биде, мислам. Не, ништо страшно. Така. Битно е да колку е поедуциран човек, многу му е полесно во животот понатаму, да А знае. да, мислам, за се е така, нели? Имаше кампања знаењето сила, знаењето е И моќ. тоа е така. Сосема во право, мислам. Се наоѓа кога тогаш знаењето, на пример, за да се расуниш од сабајле ќе ти требаат матрици да речеш или интеграли за со кафето. Као потребни се тие работи во да. Кога одлучуваш дека ќе се прешалташ од маркетинг на драма? Кога сватив дека не сакам да работам во канцеларија и дека едноставно не се пронаоѓам во тоа, мислам, да, креативна работа и маркетингот, но не е доволно креативна како ова што е. Ова имаш комплетно целата слобода на светот што сакаш, креираш. Не знам, си обожавам професијата и мислам дека е најдобра на светот и дека сите треба да бидат глумци, ама немојте за да нема конкуренција, нормално. Немојте поради Стефан, пошто Стефан е оној кој што е главниот глумец во Македонија, во Скопје во моментот, кој што ги знае сите улоги, сите представи ги има гледано едно. По колку пати, Стефан? По не знам, по 25 да кажам. 25, да не биде 30. 30, да. Чекај да те прашам, ги одбираш оние представи што ти се убави па ги гледаш 30 пати или сите ги гледаш и оние што не ти се убави? Па тие што ми се убави ги гледам и по 40, а рецимо секоја представа ја гледам по неколку пати, пошто у секоја представа има што да се извади од било кој глумец да видиш што прави, како прави. Мене ми е забавно пошто ги гледам сите представи ги гледам по толку пати и мислам дека многу се учи од гледање представи, бидејќи не знам, точно знам кој кога касни, кој утнал реплика, кој не знам, има трема и забавно ми е. Сакам да видам у моментот како ќе се снајдеш. Што тоа е за мене глума, не знам. Стефан, освен татко ти, кој друг глумец вака радо би го гледал и го гледаш? А да не е Јаков. Не знам, сакам да го гледам Никола Ристановски, например, пошто не знам, си игра, знае да игра на сцена и е забавен и ми е нов секогаш да го гледам. И што знам кој друг? Тино Јатанас исто сакам да ги гледам, исто откачуваат на сцена интересно и представите со нив сите се заигруваат. Што знам, сите сакам да ги гледам, не знам, стварно сакам театар да гледам,
од секого можеш да научиш. Добро, секоја вечер одиш на театар кога има театар? Па да, у суштина да. Стварно, не ми пречи да си одвојам 2 сати од моето време. Не знам, не ни викам луѓе за на театар. Не можам да се договарам да го чекам, па чекај, па закасни, па. Некој за на представа нема муавет да си прави Така е, представа, ќе да, си ја гледа да. представата. Си одам, си гледам представа, не знам, сите ги чувствувам како колеги од, не знам, од цела Македонија ми се колеги, нели, секако, не знам, се чувствувам дека можам со секој да си правам муабет и со сите глумци после представа си останувам, се дружам, си правам муабет за представата, им кажувам моje мислење за представата, иако сум ја гледал по 20 пат, пак правиме муабет, искачаат нови работи. И супер ми е, забавно ми е. Мислам дека тоа е една од нашите работи што треба секој глумец да ја прави. И да оди во театар и да ги гледа своите колеги и најмала рука и да влезе, да менува ако нешто се случи, нели, за театарот или не знам, за колегите, општо, не знам, од колега на колега можеш најубаво да му кажеш, мислам, секако ако го почитуваш и сакаш. Стефан, која ти беше најубава представа што си изгледал изминативе 10 години? Па, у изминативе 10 години, ако ме прашувате, генетика на кучињата, можам да кажам, стварно. Се согласуваме и ние. Да, и од драмски театар ми е тоа, од МНТ животот е прекрасен, убедливо, бидејќи има страшно добра екипа и сите функционираат како едно и ретко кај нас во театрите се чувствува таква енергија да сите глумци се буквално како едно. Знаеш, во Добро некој сплотени. да, во некој представи нели секако има поединци. Ние со Јаков Чикаго ја бираме од МНТ. Да. Да, и Повеќе ни одговара. така. И не знам, животот е прекрасен, мислам дека Чикаго. најкомплетна представа, буквално. Добро, а Стефан, одиш по градовите, гледаш и таму представи или тоа поредко го правиш? Па поредко го правам моментално, бидејќи имам нели на репертоар нешто, еве сега конечно ми се вратија некои представи. Работев друга работа претходно, иначе кога сум гледал, да, поретко, не толку, ама кога одам некаде во друг град, обавезно гледам представа. Ама стварно. Стефан, за тебе кажавте дека ти роден беше глумец. Како ти одеше тоа глумењето пред да се запишеш на факултет и кога се запишеш на факултет, колку лесно ти беше сето тоа? Колку таа дарба или гениот татко ти се видливи кај тебе многу повеќе од колку кај Јаков? Иако Јаков си е супер глумец. И од дедо ми. И од дедо ми само, не само од татко ми, да си го спомнеме и Стево. Немав никаков проблем. И не сум имал никогаш проблем, бидејќи не знам што би бил друго ако не би бил глумец. Највеќе ме задоволува, највеќе ме исполнува. И не знам, у средно имавме неколку представи, у Корчагин завршив од драмска секција и никогаш не ми било тешко. Не знам, најлесно сум го правил. Буквално, не знам. Така и ги менувам глумците у МНТ, например, во представи. А некој е болен одма Па да, стварно. за коронава. Се моли некој да е болен. Не знам, ми се јавуваат, не знам, вечерта у 11:30 и утре Од дента корона да у 8 сати играм представа. Болен е од корона, Стефан, ајде иди. Ајде, одма. Сите можеш да ги замениш? Па мислам дека да. Да. За кога го спомна дедо ти, Стево, на почетоците, не знам, пред 20 и кусур години, кога почнав да работам со магична сцена, и се сеќавам, Стево беше стално во бифето, во театрот, многу мил, многу питом човек, многу мирен. Дац не е на него. Не, овој беше многу мирен и стално со одушевување ме доживуваше кога ќе дојдам, дете, да си ја работиш ова работа, лал да ти е, многу те сакаме, многу те почитуваме и ти да не почитуваш, и беше еден од тие ретки кои што ми даваа мотив да ја работам оваа работа, затоа што оваа работа е неплатена, прво, и второ е осудувана од луѓето на моќта во Македонија, затоа што да работиш за театар, да водиш емисија, тоа е бљак, нешто без врска, недоходовно. Да, но не одат во театар, не, одат во театар ако Северина глуми некоја улога. Така. Од тој тип сме и тоа треба да се промени и се надам дека некој ќе се промени за некои идни генерации. Сега тешко. Тешко. Јаков, кога дојде во театарот,
во светот на театарот. Знаеше дека ти е тешко затоа што си син на Дац? Па да, видете, тоа од секогаш на некој начин не прогонува колку што и благодет, толку и клетва на некој начин, но мислам супер е како и да е да бидеш син на Даце, одлично. Забавен е и по дома како на сцена? Секогаш е он забавен, мислам не знам како го доживувате вие луѓе него во приватен живот. Мене ми е татко и ми е најзабавно на светот секогаш со него. Мислам секој телефонски повик ми е. Да. Мене ми е презабавен, да. Не знам како функционираат другите татко-син релации, бидејќи јас сум научен на ова. Да. На забавната страна. Да, не знам како изгледаат незабавните. Можеби не е забавен за некој, ама 100% е забавен за сите. Мислам невозможно е да не се биде забавен. Да се еве ќе ви кажам уште еднаш нешто за Дац. Влегувам во гримјор на кај него и тој се спрема за една супер представа кај што е главен лик и представата е одлична и тој вика: "Значи не можам поќе да играме два и чекам да се сипнем представа од репертоара." Викам: "Ти нормален ли си? Ова е најубава представа што зборуваш?" Вика: "Не можам, не си го сакам ликов, ти се верува, неќам истото, сакам нешто друго да направам." Да се смени нешто. Да. Досадува Па тоа е убавината. Ја тоа го сакам, не мислам, филм сакам поише од театар. Тоа убедливо. Али мораш да си најдеш нешто интересно у театар, пошто не знам, ќе се мрднеш. Се да играш 200 пати една представа, мораш да Па не е секоја представа иста. Не, И 200 пати кога е различно, зависи екипата како е. Забавно е, не знам, мене убаво ми е Тоа театар. сакав да го кажам, да. Тоа Ти ги сакав да земав го зборовите, кажам. извини. Да, не, ништо. Тоа кажам сакав ја да го нешто. кажам дека мораш да си најдеш, барем јас така го гледам, да си најдеш нешто забавно и секоја представа да биде од почеток, као нешто најново на свет. Да. Стефан, ти си поголем љубовџи од двајца браќа? Да, јас. Повеќе женски дека- се пуштат, Не, може погрешно те сватив љубовџија, ја го гледам као љубовџија, поише сакам, знам поише да сакам. Некако, да, повеќе се заљубувам, се сакам, ја сакам љубовта, ептени, најубаво нешто на светот ми е љубовта. А Јаков е полабав на таа тема. Да. Тој многу не се заљубува. Тој ќе се заљуби во правата особа. Да, се Он заљуби се веќе во заљуби правата. во правата. Да. Видна работата веќе. така. Да. Кога бидна Јаков? Па скоро година дена? Да. Да чекаме сега некое генче пак да излези на Ќе површина. биде и тоа, све со ред, полека. Како што си одат работите? Стефан, ти со ова главната правата кога ќе дојде? Па не знам. Оди, нава. Ќе дојде, тргна. Да. Само зависи од каде. Све едно, нека дојде кога сака. Јас ја чекам. Да, нека дојде правата кога сака. Види, прво нека појде на театар да ги изгледа сите представи што ги имаш изгледано, па тогаш. Така нема да имам права. Нема да имаш права. Да, нема, таква мислам дека нема да има. Да, нема. Мислиш глумица дека ќе биде или не? Никако. Да. Мислам, еве, да не викам, еве, не, нели? Љубов си е љубов, али не би сакал баш нешто да е глумица. Баш би сакал нешто да е спротивно од мене. Банкарка нека. Па нека биде. Па нека Од 8 до биде. 4 на работа дома цел. Да. Ти навечер си одиш, си представи, си гледаш. Така. Кажи ми, лесно ги учеше улогите од почеток? Ја гледаш прв пат представата и ги знаеш улогите на сите или потешко тоа? Како го совладуваш текстуално делот? Со гледање на представите, не знам, ја одам на пример на представа вечер и те гледам тебе. После следната представа го гледам Јаков, цела представа и не ги тргам очите. Сакам да видам буквално кој што како прави од почеток до крај. Дали му избегало, дали не размислува за представата у моментот. Дали е внатре, Дали е дали не му се игра, дали му се игра. И така од гледање ги знам. Не знам. Јаков, ти од клетвата на Скотие текстот како го повторуваш, како успеваш да не го заборавиш? Биде како и татком имам јас исто така голем проблем со текстот. Проблематичен е текстот многу за представата. Мислам, доаѓам порано, го вежбам текстот, се разбира тука се колегите за да ми помогнат во секој момент за да Случајно заборавиш. Да, и за да можеме да направиме текстуална проба пред секоја представа, бидејќи мислам без веза да изнавериме публиката така да се утне некоја реплика. Сепак за публиката играме секогаш. Малку стресно, но до сега не се случила ни една грешка. Така. Да. Која е реченицата во представата што се повторува 287 пати? Јас сум експерт. Колку пати ја повторуваш? Па не знам, ама мислам дека околу 50-тина, така нешто? Да.
Може и помалку од 50 да се. Добро, и што значи кога ти дадат улога со една реченица и треба да ја направиш таа реченица да е интереса за луѓето и ако се повторува плюс таа реченица тоа треба 40 и кусур улоги да направиш, а не една иста улога. Па да, малку проблематично е бидејќи не можеш скроз да се искажеш, но сепак во театар нели кажува повеќе емоција, што е и подтекстот на реченицата. И тука се многу важни колегите како тоа секој го изиграат. Зашто јас можам да кажувам едно, они како играат трето, публиката ќе го свати тоа третото. Но тука е добра екипата. Добри се колегите, така да во секој момент се наоѓаме и точно знаат што сакам да кажам. Зашто и се познавам, мислам, пријатели сме уште од пред да се вработам во театарот одамна. Се знаеме и тоа е джибриш, буквално како една вежба на факултет, што е зборуваш на измислен јазик, но сите го разбираат бидејќи ти го сваќаат подтекстот и дејството кое што е. Така да јас мислам дека се разбира во клетвата на Скотје што сака да каже експертот. Тоа е советникот Љупчи. Стефан, знаеш што ми се случи мене? Ја гледам представата на премиера. Да, за Скотје, за братите што глуми. И ја гледам, ги гледам сите личности, двајца не познавам. Еден со право не го познам, прв пат го гледам, а вториот некако ми е познат, а не знам кој е глумецов. А тоа е Јаков да ти бил. И јас завршува представата и се уште не знам дека е Јаков во представата. И после тоа ги читам улогиве и викам, можно ли е овој да беше Јаков, а јас тотално да го промашам. Имаше После представа ми доаѓаат, луѓе ме прашуваат, викаме и како сте, што правите, ги познавам, пријатели, како сте, добро сте, гледавте представа? Да, супер беше, ти гледаше? Викам гледав и ја. Ке се видиме, ајде, чао. Се не знам, тоа е и добро и лошо, не знам како да го сватам. да го сватиш како добро, затоа што си направил некоја таква трансформација што една перика може да направи Да. од еден лик. А камоли сите тие гримаси, мимики што си ги правил во текот на представата. Да. Да, забавен процес беше, прва ваква улога ми е, не знам никој друг дали играл генерално ваква улога, тука со само 3 збора да се комуницира комплетно. Забавен многу процес. На моменти не знаев што да правам, зашто чудно е. Никој не те обучил за ова. Буквално Се ново. те учат да учиш текст, Да да учиш збориш, да знаеш, да. Све и одеднашка ни текст, ни ништо, само една реченица и сите треба да те сватат. Па паметен е, па не е А паметен. си цело време на сцена. Цело време на сцена. Ама супер, ја многу ја сакам представата, многу и мислам дека уште многу долги години ќе живее. Синиша е фантастичен режисер, многу убаво си поминавме. Со оглед на тоа дека беше 2,5 годишен процес заради корона и нели се, но Добро мислам дека добро изработевме, добар проект. Студиозно направен проект. I'm sorry, so sorry. I'm sorry, so sorry. Сори е повеќе од збор. Стефан, ти викаш улетуваш како замени во Македонскиот народен театар, глумеше во Мама Мија. Во Мама Мија, ничија земја, еден месец на село, каде што играм и главна улога, првата главна улога кај Пауло Маџели ми е тоа, во театар. Кец на десетка, Силјан Штаркот, што играм друго, Животот е прекрасен, Зад кулисите. Ти кога вака ќе ги редиш? Па ги редам. Има време. Имам и јас. Сега почнувам. Да. Ти касни. Не, јас имам 2 представи тука. Имам играно во Мајсторот и Маргарита, Венецијански трговец. Венецијански трговец, Мајсторот и Маргарита, Клетвата на Скотје, Вечера за глупаци, Метод во Охридски театар. Толку се сега за сега. Добро. Види, ама па твоите се 5, ама одбрани 5. Ама одбрани 5. Он таму игра по некој тоа представи, колку да ми вика дека он поише играл од мене. Не, поише игра од мене факт. Што не играл во Мајсторот и Маргарита да го видам? Што не играше Кај беше? Мајсторот и Маргарита тие грмушките таму? Кај беше ти тогаш? На академија? Ние кај глумевме у театар? Сериозен театар.
Со кого беше во група, Стефан? Во каква група, во која група? Кога студиравте? Бев во класата на Мими Таневска завршив јас. Да, и да ти ги набрам со кој бев Исме, Томче, Ана, Маријан, кој е друг? Ана, Елена, Дарко, Стефи, Дарко, овој како се викаше? Кико. Кико. Не знам никој. Да, и плюс минус, извинете ако некој не го кажав, ама мислам дека сме од прилика Благој, тие сме, да. Што прават? Па моментално, вака што сум правил муабет од прилика со дел од нив, работат по кафичи, се снаоѓаат за животот, нормално, за да ни биде, нели, колку можеме подобро и нормално. Никој не е вработен, фаќаме некои рекламчиња, не знам, филм ако не викне некој нешто, иначе, Кога завршите, Стефан? па, немам поима искрено, пред 2 години, пред 3, така, да, пред 3. Сега се трета година овие кај Мими, што Да, значи логично дека дека ние е сме три. пред 3, да, пред 3 години. Да. Нема нешто успех таа генерација. Знаете, во театарскиот живот, како ќе се поклопи генерацијата, како ќе се потрефи со театрите, некојаш имаат масовно цели групи ги Не би рекол примаат. дека немаат успех, би рекол дека немаат среќа, можеби. Немаат среќа, Повеќе. да, немаат среќа, им се случило таков период да не примаат или да примаат, еве како ти што имаше на пример несреќа во оманата прима, се пријави два пати се сруши на некој начин. Да, но веќе мислам дека почна да се натрупуваат актери кои што се дипломирани, а не се вработени. И веќе има актери кои што се генерации пред мене кои што не се вработени, но има и дел од тие кои што бираат сакаат само во еден театар да се вработат, па не одат во други театри, а сепак се бунат и жалат дека не може да се вработат, што мислам дека не е фер. Зашто на конкурсот тука за вработување бевме 14 луѓе. Исто така и во детски театар беа некои 20 на луѓе. Зашто мислам да не пробаат и во тој театар да се вработат? Не знам, без везе е малце. Па, Ама има многу, има многу во секој случај актери. може да бираат Куманово име тука, Велес име тука, Приле, Битола, било каде. Не е поентата да чекаш, него поентата е да играш. Така колку- е, да не се излезе од ритам, од шема, од се, да. Стефан убаво си прави, тој си прави да е нонстоп во колосек. Нонстоп е во колосек, да. Тој ги држи другите во колосек да се. Па така му доаѓа веројатно, да. И кажи Стефан, што ти беше најлесно да одиграш како замена и како се случува тие замени и што после овој главниот глумец кажува, кога го знае Стефан вака, дај да си играме малку тој и малку јас. Абе, што знам, до сега лош коментар не сум слушнал за моите замени и сите ми викале дека е стварно е прехрабра работа што ја правам, бидејќи не знам сега, они ја спремаат представата рецимо 2 месеци, 2,5 месеци. Во Мама Мија ти беше алтернација, не беше замена туку? Играше, така? Во Мама Мија си играв, да, стално си играв, да. И не знам, не сум имал лош коментар или потешкоти некакви. Не знам, секогаш сум имал позитивни коментари и многу ми било предизвик, бидејќи само што кажав, они ја спремаат представата долго време, а јас од нигде никаде треба да бидам рецимо на истото равниште како и нив. И публиката да не почувствува и осети дека има замена, што и вечерва имам представа исто, менувам Силјан Штркот, можеби нема да ја гледате, нели, емисијава не знам кога ќе биде, ама на 14 имав представа Силјан Штркот од 8. И Кого го заменуваш? сега го заменувам Колјо, го играше Јачев, исто неговиот лик, Меанџијата, во Силјан Штркот и тоа. Вечер ќе се забавуваме. Научена ти е одамна улогата? Да, ја Да, му е знам, најнаучен, немам ја проблем. мислам дека. Па у Силјан Штркот сум го менувал Алек Еснафот, Ивица Димитриевиќ, детето, Велчо, Кире сум го менувал, пијаницата, духовникот требаше да го менувам, исто за прилеп еднаш како одеа на Чернодрински, па не знам што искочи, така да Силјан ми е, 4 улоги имам, 5, више што во Можеш сам Силјан. да играш. Монодрама Силјан Тоа Штркот. Хонда ми викаше, ти вика монодрама Силјан, вика. Сите ликови Сите вика ги да ги знаеш. играш, да. Јаков, ти менуваш нешто или тешко? Не, јас се менувам. За првата представа која што спремав од кога се вработи во комедија, станува збор за вечера за глупаци. Ги стеравме сите што се читачки проби и на првата ми за сценска проба јас ја скршив ногата.
и мораше да влезе колега на место мене за да се си продолжи процесот најнормално. Столе Мицов, поздрав до него, мислам заврши многу голема работа. И сега јас и тој се менуваме на преку една, преку две представи или се е ствар на договор, да, си се договараме. И некој вака не сум менувал, никој не сум легал. Го имам гледано со Столе, со тебе не имам гледано и морам тоа одма да видам. Сега Шо во било, како вторник на 19 повели. Ајде, баш да видам како Докторот сум. верувам дека е супер направена улогата. Да, доктор Аршамбо. Аршамбо. Да. Од театар комедија верувам дека сите представи ги имаш гледано, се работи Да, за преубав театар со преубави актери, ги спомнавме Атана Ситино. Но и сите останати се подеднакви бисери тука. Мислам дека тајното оружје на овој театар е дружбата. Тоа што сите сме слична генерација малтане и сите многу се дружиме и комуникацијата е совршена на поинако ниво и не знам, многу убава атмосфера за работење. Не би го сменил никогаш за ништо на светот. И мислам дека би направил грешка ако би се вработил во друг театар некогаш. А ти сакаше директно во овој театар да се вработиш? Првично бидејќи се отвори прво конкурс во драмски, сега во драмски пораснат некако и така се чувствував, мислев дека можеби во драмски треба да работам, но во драмски не ме примија и тука се вработив. Совршено е. Мислам немам ниједна И подобро. Да, мислам дека подобро. Би за Подобро развивање за и се. задаци и за тебе подобро. Да. Да не биде Сите тројца треба ние у различни театри да бидеме. Опираме театри, да, јас сакам. секој на МНТ. посебно место да е. Да. Ти Стефан сакаш да си во МНТ, така? Да. Да, па мислам дека таму ми е местото. Више имам, не знам, над 120 представи имам на тие сцени, две, да ги наречаме две. И таму ми е местото. Менето те заслужува. Да, стварно ме заслужува. А се плаша да те примат, ото ќе ги засениш сите. Па- Ќе ги се мултиплицира во секоја представа по 3 улоги. Паралелно и на голема Некогаш и на мала кога ќе изгубиш нешто и ќе добиеш. Сигурно ќе добијат публика многу. Се шалам, да. Стефан, кажи ми уште ова. Односот со таткото во однос на спремањето на улоги и оценувањето на улогите што сте ги направиле. Колку е даца реален, колку може да ве насочи или колку може да одмогне што е актер и забавен актер? Па мислам дека е најреален. Најреален. Буквално е да, ама така Брутален, треба. така треба. Така треба, значи не можам да ти кажам дека си добар ако не си добар. Тоа е да те лажам. Без везе е. Иначе си комуницираме цело време за театар, цело време збориме и Па се разбира многу ради тоа. Да, Му иде тоа. да. Лесно му иде. Лесно му иде, па може да даде некој совет. Тоа иначе знае да даде коментар и тоа е убав коментар. Најточен на Да, светот да, коментар да. што мислам дека за 30 години кариера нема да го најдеш, да го видиш. Он вака го фаќа од прва. Да ви кажам дека сонце има и навистина супер што се носите на очари, најде ги извадиме за да ве видат колку сте убави. Еве сме. Да знаат кој е. Дац, ти кажал некојаш дека е таа лошо направена улога? Не, никогаш. Никогаш не ми кажал таква. И јас толку многу верувам у себе да ми каже нема да ме бутне и скрши. А Јаков што ти кажа? И Јаков исто сака да ме гледа, вечерва и он ќе дојде да ме гледа. Исто не еве Глупо е у да не идам задње да те гледам, време. братци ми. Не, у задње време сакам да кажам не ми пропуштил ништо што сум играл. Да, ептен како беше еднаш прашањето? Колку годишен е Јаков? 37. Таман си сожени тој, на 30 Таман години. му е. Таман ми е све. Ти си 24 години имаш уште. 4, да. Нека терае уште 5 години. Супер, и он ми дава исто убави коментари. И супер што имам така ете. Мислам да, може нормална ми- комуникација, имаме банда од тројца кои што Да. имаат искуство, имаат многу гледано театар и си подаваме совети едни на други, Да. што е супер. Некоја смешна ситуација што ви се случила театарска? Имате? Театарска имам јас една така и смешна и жална. Во вечера на глупаци треба му дадам едни апчиња на Тино. Арно, ама мислам, у реквизита не ми ги ставиле, сепак тоа е моја грешка, пошто не сум проверил, па Тино пиеше цела представа еден гел за опуштање. Кој што не бе апчиња, тоа беше малце така. Ја отворив ташната, вака топло почна да ми станува, откако видов дека ги нема апчињата. И што му даваш? Но гел, му вика, овој гел, викаме, многу јак, не смеете да го мешате никако со алкохол. Што ќе правиш? Што ќе ми кажеш, да. Публиката камерна е представата, гледа, не можам да лажам дека се апчиња. Така. Мислам без везе. Да, тоа беше една така смешна и стресна ситуација, можам да А кажам. Тино како изреагира?
Тино ме погледна само вака и му стана јасно колку е саат и како е што е, но сепак Тино е, мислам, супер е за импровизација и све такво и си го изигра се како што треба. Јас си добив опомена и така. А Стефан, кај тебе има нешто вакво? Па што знам дали има. Кај тебе нема, кај тебе е се точно прецизно, нема... Па не знам, не се... Кулата на... Да, тоа, бевме на гостување во Црна Гора со Ничија земја. Ја гледаше Ничија земја? Позади, нели сум горе, у Умпрофор, се возиме на таа кулата. Кулата е висока, не знам, 3-4-5 метра рецимо. И како што се возиме ние, вака се возиме и 4 тркала. Има едното тркало на сред гостување, на сред представа се крши. И ние почињаме вака да паѓаме. Вака. И од позади среќа, ќе се искршевме, мислам дека ако падневме, ќе се испрекршевме. И од позади, не знам, мислам дека цел театар што беше или сите што работат у театарот, ја фатија кулата железна и ја истеравме цела представа така. У раце ја држеа и не возеа така. Иначе јаки луѓе. се испотресов, се ептен, буквално слободен пат вака, мислам дека стварно ќе се искрши. Само 3/4 колку сте горе? Двајца бевме горе. Да. Колко беше? Со Александар. Александар се вика, не знам точно како се презива. Да, но најсре има завршено, не... Па дечки, фала ви многу што ми бевте Фала ти на тебе. едно убаво вака дружење да имаме направено тука пред театар комедија, каде што нашиот дечко бајда негде го има по овие слики. Сега баш се свртам. Сега баш да видим. Нема. И те нема. Не го масирам Тино. Да не го масираш Тино пред представа друг пат. Во текна представа. А не, најгорната слика на столе е на тој банер. Претпоставам дека од премиера се, може би заради тоа. Да, може. Фала и на Добро, вас. како и да е, и да те нема, сепак Тука сум. си тука. И ви посакувам на двајцата прво тебе брзо вработување, па нека биде и маната, па и сите улоги да им ги земиш таму, да играш. Се ќе биде. Да те има секоја вечер, да им се смачи на луѓето да те гледат. И тебе ти посакувам па со 2 реченици, не мора една. Па полека сега, нели полека. така оди процесот како. Се почнува со збор, па после реченици се склопуваат така. како мали кога идеме. Да сте ми живи, здрави, среќни, весели, вака имате потенцијал во вас да се снимаме и да се гледаме само во успешни проекти и во успешни улоги да правите. Благодарам. И приватно и професионално да видите се како што треба, убави, паметни деца. Да баш да има што е можда повеќе вакви деца да се горде Македонија со вас. Фала ти многу. Фала ептен. Да сте ми како се вика, стално во топ форма. Фала, да не гледаш често. Ќе ве гледам често. И да не интервјуираш. И ќе ве интервјуирам. Исто, Да, после секоја да. представа. После секоја одиграна Имам на И за 19. 20 години од сега да си правиме И да се такво. смееме вака за првото интервју. Да, така. Фала и многу дечки. Фала и ти на на тебе. вас.